Добро утро, почитувани гледачи. Еве во тека акција за расчистување на последиците од невремето гледаме вработени како го собираат талогот од наведената вода која се насобра по улиците. Гледаме доста талог. Иако пред само неколку дена имаше претходно врнежи од дожд со помал обем од вчерашниот. Овде се переа улиците тогаш со цистерна на територијалната противпожарна единица во Делчево. Еве денеска вака изгледа утре во Делчево. Најавена беше акција уште од раните утрински часови. Еве паднато дрво и по коритото на река Брегалница. Проблематичниот кров е тука. Песок насекаде по улиците кој ќе биде соберен, не се сомневам. Гранки од дрвја. За разлика од невремињето од претходните години, овој пат имаше повеќе ветар и некако дождот покрај тоа што паѓаше беше така со распрскувачки карактер. Па затоа нема многу штети од надојдена вода, така да кажеме, во смисла која долго време би седела по улиците, но со самото тоа еве и ветрот донеси песок, суви гранки. Еве во ова ќе ни биде на некој начин поука редовно дрвјата да се кројат, они повисоките покрај сообраќајниците, да биде ограничена височината колкава може да биде, значи покрај сообраќајниците. Како што беше кај училиштето Свети Климент Охридски, каде вчера две големи дрвја се срушија. Еви овде се справуваат делоџителите со тие последици. Ако ништо друго, позитивно од сето тоа е, во секое зло има и добро, е што малку се спуштија температурите, сега се некаде околу 20 степен, би рекле тука, плюс минус некој степен. Во текот на денот очекуваме да видиме информација од надлежните каде се работело денес. Ние денес со мала обврска во Берово. И таму вчера имаше дел од невремето, но ние сме за друга работа. Еве овде е талогот. Забележлив, иако човекот вчера кој го снимивме се трудеше и цел ден ја чистеше песокта, сепак и денес ќе мора тоа повторно да се направи, бидејќи овој пат има многу повеќе и се уште е со кал. Забележувате возила и вработени во јавното комунално предпријатие Брегалници, иако можеби ова е меѓународен пат кој е на
да биде градот повторно доведен во ред. Тоа е отприлика за ова утринско јавување. Немаше нови пријавувања на штети, освен оние кои ги објавивме на нашата страница. 100.000 следбеници на Facebook. Голем број од граѓаните сами ги пратија видеата и фотографиите и пријавија штети. Се надеваме нивниот апел ќе го слушнат оние кои за тоа се надлежни, ќе им излезат во пресред на нивните барања во рамки на можностите.